Почитувани присутни, љубители на убавиот фишен збор, почитувани домаќини, драги ученици и наставници, добронамерници, добар ден. Јас сум Марина Гоцевска и денес во улога на модератор ќе ве водам низ книжевниот портрет на Ленче Стоименова и верувам ќе уживате. Не да верувам, сигурна сум. Накратко ќе кажам, а за Ленче накратко и нема да се каже, дека таа е исклучително интересна и сестрна, кога станува збор за нејзиното литературно творештво. Зошто? Затоа што таа е подеднакво успешна во повеќе жанрови. Сепак, нејзина најголема љубов е афоризмот. Наградувана е многу пати. Најчесто тоа се највисоки награди во нашата република и надвор од неа. Во текот на настанот ќе издвоиме дел од наградите. За сите денес ќе немаме време. Пред да почнеме, давам збор на директорот и наш домаќин, господин Златко Начевски. Повелете. Благодарам. Почитувани наставници, почитувани ученици, драги гости, добар ден и добре дојдовте. Денешниот книжевен портрет на Ленче Стоименова, Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево го организира во рамки на манифестацијата Вапцарови врнувања, која што е раководена од нашиот стручен соработник за литературна дејност Љупчо Петровски и е дел од многогодишната програма на општина Делчево. Сакам да ги поздравам и директорката на општинската установа Матична библиотека Кочо Рацин од Пекчево, Габриела Костадинова,
директорката на јавната локална библиотека Илинден од Делчево, кои што се дел од денешниот настан. Сега ќе ги дадам збор да кажем нешто повеќе за овој книжевен портрет на нашата денешна гостника Ленче Стојанов. Благодарам. Родена е во Кочани, а живее во населба Ориздари. Пишува афоризми, сатирично-хумористични текстови, драми за деца и возрастни, поезија и проза, кратки текстови за скечеви, црта карикатури, рецензент, промотор, илустратор. Сработувала со единствениот весник за хумор и сатира во Македонија, Остен. Објавува афоризми и во Шипак, Носорог, Макс Минус, Трудбеник, Инфо Кочани, Фейсбук, групите Лига Духовитих, Скренимо на прави пут и други. Афоризми пишува многу одамна. На почетокот како хоби, а од 1989 почнува со работка со повеќе весници. Член на Белградски афористички клуб и учесник на Сатира Фест Белград, Жака Качара, Крива Дрина, Зборник Пих, Вуко Безареви, Левија Црна Гора. Досега ги има објавено следните книги: Жего, афоризми, Ледена Кока-кола, роман, На Великден, поезија за деца, Покажи ми ја среќата, роман, Зборови се редат, приказни се предат, приказни за деца, Бубалази, афоризми, Врзани до последен здив, поезија за возрастни, Обесена на врат, афоризми, Црвени стени, Срце и душа, поезија за возрастни, Безобразно голем, карикатури, Сред срцето крвава рана, поезија, Поетски светлини, поезија и афоризми, Протоиерей Миладен Михаилов, Ленче Стојменова и Маријан Ѓовски. Уредник и реализатор на поетски светлини, кога цутат хризантеми. Срцето има име, поезија и афоризми. Да си одиме, ама не ми се оди. Коавтор е на повеќе антологии на афоризми. Струмички афоризница. Г15, Алманах на афористичари од Македонија. На врвот од Вулкан, афоризми. Будење на петелот, афоризми. Бричење на петелот, афоризми. Жена и афоризам. Женско писмо. Темпорална антологија. Афористички дриблинг, Опен фест. Мисито и решето. Застапена во антологија на балканскиот афоризам и антологија на македонскиот афоризам, како и Врели мразови, афоризми, Афотек, афоризми, Пут плови овој брод, Зборник на поезија, Поезија и проза за боси, Струмичка афоризница, афоризми, Поезија и проза за боси, антологија, Осињак, Алманах на балкански афористичари, Кој е ко у афоризму, Алманах на балкански афористичари, Деветка, збирка афоризми од 9 автори од Македонија и Србија. Во љубовта е вистината, афоризми за жената, бракот и љубовта. Афоризница, зборник афоризми, поетски поздрав на 40 штип. Поетски поздрав на 40 исто така штип 2040, исто така штип во 2022. Маргина 94 афоризми. Пензионерите творат, заедничка збирка од повеќе жанри. Кочански автори преведени на странски јазици. Само наслови. Да, поетски чекорења, поетски поздрав на 40 штип, метрички караван, оризот во поезијата, книжевни портрети и рецензии. Пензионерите творат 2025, поетски поздрав на 40. Друга книга моих пријателја 2025. Награди. Прва награда за афоризам во емисијата Семејна палета на МТВ. Прва награда за афоризам во емисијата Семејна палета. Само награди. Добро. Прва награда за карикатура на читателите на Остен. Прва награда на поема на темата Лабинго. Специјална награда за афоризам. Прва награда за афоризам. Бронзена плакета за афоризам 2016. Втора награда за поетска збирка, Врзани до последен здив. Втора награда за најубав расказ. Трета награда за најубава песна. Награда за најубава поетска збирка за 2018. Афористичар на годината 2019. Најдобра книга Афоризми обесена на врат. Писател на годината 2019. Награда за животно дело 2019. Прва награда за проза за роман. Прва награда за најдобра поетска творба 2019. Награда за уметник на лирика
специјална награда за афоризми, прва награда за афоризми, прва награда за поезија. Книга на годината, Гран При за поезија, сребрна плакета за поезија, прва награда за поетска творба, прва награда за поетско дело, златна плакета, најпрестижна награда категорија афоризам, најдобар афористичар 2022, најдобри афоризми 2022, прва награда за поетска творба 2022, најпрестижна награда за афоризми, платинаста плакета за убавен поетски пишан збор, златна плакета за секупно творештво афоризми. Златна плакета за афоризми 2022, највисока и единствена награда Виктор Оскар за елегија, златна плакета на тема Басна 2023, најпрестижна награда 2023, најпрестижна награда 2024, златна плакета, платинаста плакета, диплома, фестивал на сатирата Джинот Велес. За Ленче Стоименова може да се зборува о многу аспекти. Неуморна е со своји идеи и инспирации на повеќе литературни полиња. Успешна е на секоја однов. Таа е автор, поет, романописец, драматург, афористичар, карикатурист, публицист, рецензент, илустратор на корици. Сепак, ако ја запрашаме, таа секогаш без многу размислување ќе каже дека пред се таа е афористичар по душа. За своја прва љубов ја избрала најтешката литературна форма афоризмот. Од прочитаното досега се потврдува како мајстор на ова поле. Таа е меѓу првите, ако не и прва, жена афористичар во Македонија и е една од 6 активни афористичарки во моментот. Ако ја запрашате дали е најдобрата афористичарка во Кочани, ќе одговори да, најдобра сум, зашто друга засега нема. Кочанската публика доволно ја познава, но таа излегува со своите дела и надвор од незината општина, републиката, Балканот, понекогаш и пошироко. За музичкиот дел од овој настан задолжен е маестро Борис Стоименов. Да слушнеме уште една песна. Повелете.
Ќе започнеме со поезија за најмладите. Ученици од присутните овде ќе прочитаат неколку песни од збирката за деца на Великден. Ќе ги замолам сами да ни се представат пред да започнат да читаат. Повелете. Јас сум Викторија Дончевска, учам во училиштето Лан Шпруки Делчево. Денеска ќе ја читам песната за тебе. За тебе. Го пратам ветрето, нежно да те гали. Светолка фенерчиња по ноќите да пали. Ки го пратам славието, најубава песна да ти пее. И облакот небесен, росни капки да сее. Ќе ја пратам ливадата, мириси на љубови да ти носи. И од јагненцето и рунцето, ножињата да не ти се боси. Ки го пратам поточето, лиценце наутро да ти мие и да те воспитува виножито, од никаде вода што пие. На крајот Бог многу здравје да ти дари и радост и сеќа, и љубов и пари. Добар ден, јас сум Теодора Митевска од Општинското основно училиште Ван Чупреке. Јас сум ученик од 8 одделение и денес ќе ви прочитам две песнички. Првата ќе биде Насмевката на сонцето. Низ прозорецот секое утро гледувам. На твојата постела слегувам. Те галам по твоето топло чело. Светлина распрзнувам по твоето тело. Отвори ги твоите очи неодморени. Насмевни ми се, како јас тебе. Насмевката кон друг што ја праќаш, искрена на радост, носи во се. И песничката плаче. Плаче една буба Мара, леле, леле, оф, оф. 2-3 точки изгубила на фустанот нов. Број утра, по 100 пати. Се редом и редом. Не се сите тук. Треба да се седи. Но ако ја видите, помогнете деца вие. Да не плаче. Да не се крие. Ново фустанче да шие. Јас сум Ана Марија Христова, ученичка во основното училиште Ван Чупреке Делчево. И денес ќе ви прочитам песничката Кој е крив. Во стаклото на мама, во најголемата пејка, нечија немирна рака, со голема лажица влегла. Подсркнала лажица, 2, а устата наскрвена, посакала 80, 100, па се провидела дно. Ајде сега кажете, кој е крив за се? Раката, лажицата или устата стрвница? Добар ден, јас сум Мирја Бучевска од Општинството училиште Ван Чупреке Делчево и прочитам песничката Писмо од Дедо Мраз. Мил Дедо Мраз, во тетрадката моја слика накратени локомотива и многу вагони, полни со сладки бомбони. Нареди ги еден до друг, како гердани низи ги, па волшебна сила дај и силно напред придвижи ги. Со вослук јак и Дедо Мраз, да патува сакам и јас, да се вивне до небото чат, да стасаме по секој град. Кај сите деца од светот, од град до град да се селиме и на сите нив сладки и бомбони од срце да подегнеме. Но штом денот мине, над градот се спуста мрак, затвори ја тетрадката сирва и сопри благослов ја. Благодариме.
Ленче Стоименова е добро позната и призната поетеса. Ке слушнеме стихови, поезија за возрастни, од стихозбирките "Врзани до последен здив" и "Срце и душа", и "Сред срцето крвава рана". Презентери Габриела Костадинова и Билјана Петровска. Ја замолам и самата авторка на крајот да ни прочита една своја песна. Повелете. Почитувани присутни, добар ден и од мене. Со задоволство ја прифатив поканата од Ленче да бидам денеска овде и да бидам дел од низиниот настан, посветен токму на неа. Ќе ви прочитам една песна што ја напишав за Ленче во стихозбирката "Поетски светлини" од повеќе автори по повод пензионирањето на нашата драга Ленче. И веде вака. На мојата драга Ленче. Како да те наречам, а да не погрешам? Какви стихови да ти напишам и кои зборови да ги употребам, со кои безпрекорно ќе те опишам? Затоа што за тебе не се пишува туку така. Ти не си создадена за збор или два чисто онака. Те запознав сосема случајно. На едно место, во едно време, во еден миг. Пред мене застана плавокоса жена, со насмевка драга, харизматичен лик. Те сетив уште тогаш дека од тебе позитива извира, дека срцето ти е полно добрина. Те сетив и знаев дека ќе бидеш пријателка моја. Годините меѓу нас се само бројка кој нема граница своја. Ме магепса со твоите афоризми и тие се како тебе интересни. Еј, плавокоса жено, пријателке драга, те почитувам, ти се восхитувам. Затоа што пледиш со добрина што извира од душата твоја. Затоа што плениш со насмевка блага, затоа како и досега, така и одсега, остани за секогаш пријателка моја. А сега ќе ви прочитам две песни кои се посветени на нејзиниот сопруг Борис Стоименов по повод пензионирањето, а тоа се песни од стихозбирката "Врзани до последен здив". Инаку пред да ги прочитам песните, сакам да ви кажам дека песните се всушност навистина вистински, затоа што јас многу добро го познавам овој брачен пар Стоименови и навистина сакам и за секогаш и уште долги години да ве трае таа љубов што избира овде од и да се дружиме. Со тебе имам крилја. Сонце од тебе ми доаѓа. Ти си ми се, другото е минливо, неважно, непотребно. Во очите твои среќа си наоѓа. Со тебе крилја имам, светот да го прелетам. Без тебе сум скршена како птица ранета. Устиве треперат во молитва, голема љубов си имаме. Боже, чувај ме. Од стихозбирката "Поетски светлини" од повеќе автори посветена на Ленче Стоименова по повод нејзиното пензионирање. Автор Александар Чотрик, бардот на српскиот афоризам и светски познат афористичар. Наша дивна Ленче. Годово е срадним местом, престале со све тензije, наша Ленче може да ужива јер е дошла до пензија. За послом нема разлога да тугуе и уздиша, сад конечно има времена и да црта и да пише. Ленче е својим делима ушла у многи антологија. За njeno име зна се и далеко изнад Македонија. Подарече нам још многу и текстови и карикатура. За нашу дивну Ленче извикнемо трипут уда. Стихозбирката "Врзани до последен здив" посветена на сопругот Борис Стоименов по повод пензионирањето. Песна моја. Еј животе, еј младост пролет моја, со дождовни капки
ти ме би резвам, со топол шепот како ножно ве негувам. Еј, љубов, не губи се во кусовечноста, тука биди, за доблесно човечко разбирање. Еј, птицо, рашири ги твоите крилја и полетај кон небесното синело на мојот поетски сон. Еј, песно, моја водилко, песно, радост моја и болко, песно, моја светлина. Ви благодариме, а сега е време за песна. Борис Томијанов, повелете. Оваа песна ја доби највисоката награда што може да се добие за поезија, а тоа е наградата Виктор на конкурсот за елегична песна Поетска гала Скопје 23. На прагот стара мајка чека. Сврдли во гради дупчи и вртот. Клети јанзи душа и вадат. Сонцето жеже, снага и пече, коски се кршат, меса се кинат. Мајчина тага никој не гледа, ни сол заврела што капе и бразди. Пропаднале клепти, поцрнеле очи, се предале нозе, отпаднала снага. Години долги веќе не се бројат. Чедо си чека лика да му види. Во туѓина појде пред 30 лета, ниту се врати, ниту абер прати. И остана само една рана крвава, болна, отворена, со пелин залечена. На прагот седи, замислена, под зината, со душа изгорена, потресена, скината. Не буричка во жарта оган да разгори, на згаснат оган здив не му треба. Ни чак ни зорџак се пепел се стори. Секоја генерација во свој оган си гори. Ќе дојде ли денот огништето одново да топли, на згаснат оган потпал да се најде. Радост и живот пламенот значи, високо да пламне, без доворци и гламни. Налей, 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 налей.
следува уште една песна посветена на сопругот, вели што е љубов. Кажи ми што е љубов. Спушти ја раката на моето срце, вистината ќе ја дознаеш. Кажи ми што е среќа. Погледни ме во очи кога се будам и само шепни ми те сакам. И земи го секој мој трепет на љубовта, додека лицето ми е во твоите дланки. Кажи ми, мила моја, и целата моја нежност прими ја на дар. Од мојот живот земи се што е љубов. Додека месечината го осветлува нашиот кревет, гушнати еден со друг, еден со друг. Ако одговорот не се појави сега, никогаш нема. Благодарам. Стихозбирка "Среде срцето крвава рана", посветена на прерано починатиот и единствен зет Александар Сакариев. Кога срцето пишува со солзи. Кога срцето пишува со солзи, песната е најтажна. Кога срцето пишува со солзи, душата е најболна. Кога срцето пишува со солзи, крвта во вените се мрзнува. Кога срцето пишува со солзи, окото цела една река искамува. Кога срцето пишува со солзи, хартија не е потребна. Кога срцето пишува со солзи, тоа ниту песна, ниту живот се нарекува. Стихозбирка "Срце и душа", книга на годината 2023, посветена на кума Ленче Тасова по повод пенсионирањето, вистинска случка. Жената во розово. Те видов во продавницата во таа зимска вечер, пофунета од модрини усни од студ. Не те погледа вистински, не затреперив. Одведи ја на кафе, само едно кафе за мој атар, ми рече пријателот. Несигурен сепак закажав нова средба. Меѓу толку луѓе среде бел ден, претре ме чекав на зборниот час. Таму, подалеку, забележав русокоса жена, облечена во розове, преубава. Колкото ми побегна, срцето потврди. Чекореше исправено, одмерено, но храбро. Зошто, мили Боже, ваква жена мене не ми пратиш? Помислив, а не смеев. Кога се доближи, видив ново лице и розови усни. Се смееше весело. Ах, ова не беше жената од продавницата. Ова беше ти. И во истиот момент ме зарови. Следува уште една песна, Облак бел. Каде одиш, облако бел? Дали имаш душа своја или целиот си душа една? Нежен господару на синиот бескрај, какви тајни носиш, чии судбини криеш? Со какви очи светот го гледаш? Час си нежно маче, за миг чудовиште со многу глави, па риба бела што плови до фигура без ред и форма. Ме гледаш ли, облако бел, како што јас тебе те гледам? Се радуваш ли на бескрајниот пат, кој со леснотија го одиш, како што радост има во моите очи, додека во тебе со восхит гледа? Ја гледаш ли човековата болка, длабоко во душата скриена, немотта, тагата, радоста, љубовта? Ги допираш ли срцата во радост бликнати? Те прашувам, можеш ли? Или само така мирно си одиш по ненапишаниот пат на облаците, не исцртан, а навезен, за да ме радуваш весь ден? Патувај си ако имаш своја цел. Благословен е патот твој, кога од нашите судбини си дел. Може би си на универзумот креација и вистина и имагинација. Песна наградена со највисока платинска награда на манифестацијата Македонска традиција, одржана во македонско село Скопје. Кога ја прочитав песната вчера, се расплакав. Прекрасно. Шепотам за куќата Таткова со дрвен чардак од запад и тесна вратничка од исток. Шепотам за гумно рамно,
Ораницата со пат преку него на исток, на запад, на север и југ и на југозапад еден има. Шепотам за огништето кое меки погачи пече и оджепот кој лете и зиме поведнат во чатин свива. Лете за готвење, зиме за топлење. Шепотам за изгре сонцето над високата планина и првиот зрак кој блеснува на стаклото од прозорецот, па ти го топли и телото и душата твоја што се буди. Шепотам за кладенецот под габерот воден, издашност мала, а непресушна капка душа разладува, живот дава. Шепотам за лозието со бањи гроздови, за крушките ситниците, за сливите беловиците, за јаболките киселиците, оскорушките, дренките, оревите, црешите, црниците, бостаните. Шепотам за развојот на мама, чрак, чрак, со часови и часови кае, бело платно черки и моми на рука. Со ист ритам бие се што ти сум се навие. Шепотам за снопијето на гумното старо, за коњите вршитните, за стадата пашитните, за телињата и јагнињата, за пилињата и прасињата, кутрињата и мачињата. Шепотам за јадрите капки пот на детовото чело под белата памучна крпа оросено, зошто овде се е со пот создадено. Шепотам за овчото млеко што мириса на джар без пламен што се доварува, за грутката сирење, маслото, за месото свинско, покачето надмечено, за јајцата во гнездата страхарени. Шепотам за пушката таткова над креветот на тунеца качена. Реденикот и капата тука стојат, и палтото закачено на шајка молчи, за одлошоти и уште да не брани. А него одамна веќе го нема, вечност да го зема. Шепотам за семејството среќно, тројца возрастни и 5 дечиња растрчани, обравчиња румени, устенца насмејани, оздравие прскаат од среќа блескаат. Шепотам, шепотам, не дека некого ќе разбудам, туку таката да не си ја разгорам и да не изгорам, зашто овде повеќе не живее никој. Затоа шепотам, не викам, а нема кој да ме чуе, дори на глас најсилно да викам. Последниот дел или крајот го резервиравме за најкратката форма афоризмот. Афоризмот е најтешката литературна форма за пишување, но тоа воопшто не важи за Ленче, бидејќи таа го пишува со леснота. Преку него ја крстари цела Македонија, поранешна Југославија и пошироко. Единствена која во еден исти месец со пауза од 9 дена била представник од Македонија на 2 меѓународни фестивали за сатира. Крива Дрина во зборник Босна и Херцеговина, од каде се врати со златна вијуга, највисоката награда на фестивалот и Бук, Безаревик, Обједја, Црнагора со признание за најдобар и најоригинален настав. Ова е ревијална вечер без надпрева. Во продолжение ќе слушнеме афоризми. Истите или ќе ве насмеат, или ќе ве подзамислат. Тоа е сатирата. Поведете. И мојот новченик е го наполнив неплатени сметки. Не плашете се од снегот. Не е само тој на што сме насанкани. Ако не сакаш на твојот предпоставен гласот да се чуе, треба добро да го подмачкаш. Повеќе не ви се потребни лекови. Подобро е апарат за реанимација. Пензиите го подобруваат видот. Ни прогледаа и чорапите на прстите, и панталоните на колената, и гаките на задникот. Ние македонците имаме силна меморија. И по 30 години да се сретнеме, по палтата ќе се препознаеме. Птиците добија конкуренција и цените на прехранбените производи летаат високо. Нема да се ослободиме од криминалот, се додека криминалците ги затвараме со виолински клуч. Постигнав одличен стоматолошки успех. Во устата имам само петки. Една горе лево, другата доле десно. Ќе му побегневме на нашиот непријател, ама проблем ни прават постојано спуштените гачи. Мојот паричник го нареков трезор и тој е празен.
Не е веќе изгубен случај. Пронајден е на една кандидатска листа. Последниве години привилегија е да имаме снег за нова година. Заре ми него го украдува? Таман собрав пари да си купам диплома за доктор, ми известија дека сум во пензија. Се вратив од пазар. Најмногу се продаваат приказни за мали деца. Кога му кажав на мојот лекар што се ме боли, веднаш се напив дупли аналгин. Мојот сопруг не е нормален. Се уште нема швалерка. Кај нас, а сигурно и кај вас, кога на улица ќе подвикнеш магистре, се врти пола град. Четвртата економија во Европа одлично ни стои со гаките крпени. Луѓе сме од посебен ков. Заковани сме пред телевизорот. Ги спакував куферите. Уште да ограбам банка и заминувам на одмор. Кај нас постои само зима. Постојано сме на санкање. Додека еден политичар ги исповедаше своите гревови, попот го однесоа на брза помош. Нема повеќе слези курто да јавне мурто. Сега и 20-та не јава. Не купувам месо. Така штедам на чачкалици. Нема веќе трте мрте. Натртени сме. Пронајдена е универзална формула за подмачкување. Подлизурко. Господа, ни ветивте дека ќе не водите, а вие не јавате. Конечно отворивме уста. Лелекаме. Благодарам. И малку си овие што ќе ви прочитам. Против сите што се огрешиле, ќе биде подигнато обвинение. Од фиоката горе надавано. Ќе ги затвориме сите криминалци, ама пренатрупани се затворите со невини затвореници. Барам лек. Ме разболеа лекови. Само кај нас прва виолина во оркестарот може да биде тапана. Го сосековме криминалот во самиот корен. Остана уште на врвот. Беше обичен джепарош, па стана лопов. Сега е министер. Долги ноќи не можам да спиам. Дајте ми собраниска клупа. Бевме комитенти на банките, па станавме клиенти на адвокатите, сега сме пациенти на докторите. Благодарам. Минути за акторката Ленче Стоименова. Од своје име ми честитам за секој успех што го постигнала и многуте врвни награди што ги добила. Полна и цврсто набиена биографија која се заслужува само со Божја дарба, но и многу, многу работа. Поверете. Благодарам, Ленче. Благодарам, Биле. Благодарам, Габи. Благодарам, Борче. Благодарам на сите вас. Точно рече Марина дека ова се заслужува со многу години работа. Нема да претарам ако кажам дека тоа се 50 години работа. Афоризми пишувам, може да кажам, од дете. Попрво пишував афоризми, па потоа поезија. Татко ми, Бог да го прости, ги изговараше со секоја реченица, но тоа беа мудрости. Така јас многу рано научив да ги препознавам и да ги селектирам од другите текстови и од другите реченици. Беа на почетокот тоа повеќе мудрости, но со текот на времето добија во нив и критика и сатира, па стана афоризми кои за моја среќа, не дека сум најумна од другите, но ете може би имам повеќе среќа, да бидат вреднувани, да бидат ценети и да бидат многу наградувани. Како што и сама Марина рече, преку афоризмот прошетав многу места, бидов многу фестивали кај нас во бивша Југославија, а сега и нескромно ќе кажам дека имам една покана за Москва, за Русија, но дали ќе се оствари пак преку афоризмот, тоа ќе покаже времето.
со платен пансион, со платен авион, но јас никаде без мојот борче не одам. Па најверојатно таа желба нема да ми се исполни. Но афоризмите ќе си ги пишувам понатаму. Ова се дел од книгите тука што ги гледате, моите авторски книги. Ова тука што не го гледате се книги во кои имам своји рецензии или книги во кои на кои сум ги нацртала, например, кориците, бидејќи сум и карикатурист, а сега многу полесно тоа оди со глувчето и компјутерот, а може да оди. Исто и ова е мое, има тука уште некои мои цртежи. Среќна сум што еве некако Бог ми дарил повеќе таленти кои си ги користам и кои за моите пензионерски денови ми доаѓат како еликсир. Значи, да се надеваме дека нема толку брзо да остарам. Што друго да кажам, ќе биде се. И ова е дел само од моите дипломи, први места и најголеми награди. Понекогаш само еднаш се случи да добијам во еден ден 6 први места на 6 различни градови, на 6 различни фестивали. Марина веќе ги исчита многу вредни награди и многу високи места за животно дело, за писател на годината, за афористичар на годината, за најдобри афоризми и така натака, и така натака. Ајде, да не ве заморувам повеќе, ви благодарам што бевте заедно со мене, што ми го разубавивте овој ден. Благодарам и на ова сонце, благодарам и на Валери Спасовски и Кирче Анастасовски, беше тука, ама сега не го гледам. Благодарам на директорот што ни овозможи оваа денешна радост да ја почувствуваме сите. Благодарам на учениците, на наставниците. Благодарам на сите да сте ми живи и здрави и да се видиме во некоја друга прилика. Останаа да ви представиме драмите, скечевите, романите, монографиите, приказите за деца, хумористичните песни, илустрациите за корици, рецензиите на многу книги и карикатурите. Овде има многу мал дел од истите, а ги има во 4-цифрена бројка. Затоа во некоја следна прилика, а почитуваниот директор ќе го замолиме да обезбеди уште неколку маси и еден цел ден, ако би бил доволен. Ви благодарам за вашето внимание и за вашето присуство. Довидување. Браво.